Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се вее над Крушевската република. 1976-2025 година. Безмалку половина век развој, напредок и континуиран раст на општина Карпош. 49 години во кои се вткаени традицијата, успехот и заедничкиот чекор напред. По овој значаен повод беше организирана свечена академија, исполнета со достоинствена атмосфера, почит и искрена благодарност. На почетокот присутните ги поздрави првиот човек на локалната самоуправа Сотир Лукровски. Тој истакна дека силата на Карпош лежи во неговите луѓе, во сите кои со години создаваат, градат и веруваат во подобра општина. Во изминатите речиси 5 децении Карпош прерасна во динамична, современа и препознатлива урбана средина. Озеленивме простори, изградивме инфраструктура, создадовме услови за подобар живот, но најважно е дека создаваме заедница во која се слуша гласот на граѓаните, во која младите растат со можности, а повозрасните со достоинство. Токму затоа денес не славиме само историја, туку славиме луѓе. Денес, во чест на годишнината од формирањето, ја изразуваме и нашата почит кон оние што оставиле значаен белег во развојот на општината. Тие се пример дека со посветеност, знаење и хуманост секој од нас може да допринесе Карпош да биде подобар дом за сите нас. Карпош заслужува да биде место каде што институциите работат за граѓаните, каде што идеите се претвораат во реалност, а визиите во конкретни проекти. Како градоначалник, мојата задача е да ја движам општината напред. Но вистинската сила на Карпош сте вие. Драги собраѓани, нека ни е честит роденденот на општина Карпош, нека ни е со среќа, со напредок и со заедништво. Во рамки на свечената академија беа доделени благодарници на карводарителите кои над 50 пати ја дарувале драгоцената течност што живот значи. Елена Дракуловска, припадник на Министерството за внатрешни работи од полициската станица Карпош, доби пофалница за нејзиниот ангажман во зачувување на јавниот ред и мир. Легендарниот фудбалер Драги Сетинов е прогласен за заслужен граѓанин на општина Карпош за 2025 година, а градоначалникот Лукровски му додели плакета. На овој голем и значаен ден за општина Карпош присуствуваше премиерот на Република Македонија Христијан Мицкоски, владини министри, поранешни градоначалници и многу пријатели на Карпош, со што се испрати силна порака дека општината има безрезервна поддршка и јасен правец кон иднината. 49 години се зад нас, но најважните чекори допрва следуваат. Свој печат на роденденот дадо и учениците од основните училишта Петар Попарсов, Владо Тасевски и Вера Цививиди Трена, со одличен музичко-сценски настап, а за тоа добија громогласни аплаузи. Карпош продолжува да се развива во духот на современото урбано живење, со срце, љубов и посветеност за сите своји жители.